Јанушев, денеска сте во Велес. Што значи вашето гостување токму во Велес денес и дали е ова една од формите кои што можеме веќе да ги очекуваме во вид на во делот на кампањата? Да, како што веќе најавивме, во еден добар сегмент во водењето на кампањата и во се она што сме навикнати претходно да сме го имале како кампања, ќе имаме малце разлики. Едно од тие разлики ќе биде поголемото присуство со штандови. Бидејќи сепак треба да внимаваме и да се придржуваме цело време кон мерките за заштита од коронавирусот, и ова ќе биде еден од начините каде што ќе се обидеме да се представиме и да дојдеме до граѓаните и да го побараме секако нивниот глас. Во однос на првиот дел на прашањето, како подготовки за кампањата, како што веќе сте сведоци во целиот изминат период, дадов збор дека ќе ги посетам сите општини во изборната единица 3, половината се веќе посетени, еве сум денеска во родниот Велес, исто така ќе ги посетам и општините Чашка и општината Градско. Кој е вашиот став со оглед на се поголемиот број изјави од страна на ДУИ за можен премиер албанец? Тоа го слушавме од Али Ахмети со еден заканувачки тон, би рекол, меѓутоа синоќа повторно нова изјава од Бујар Османи во истата конотација. Кој е ставот на ВМРО ДПМН? Ние го кажавме нашиот став односно ова прашање, нема да дозволиме уцени и диктати буквално од никого, нити од ДУИ, нити од СДСМ, нити буквално од никој политички субјект. Изборите се за 20 и неколку дена од денеска. ВМРО ДПМН од тие избори излегува како апсолутен победник, кој ќе биде партнерот во новата коалициона влада. Прво ќе зависи од резултатот кој што ќе го имаат нормално останатите партии на изборите, а секако после тоа и оние кои што ќе прифатат програмата, стратегијата и визијата пред се на ВМРО ДПМН во однос на тоа како треба да се развива Република Македонија. Во однос на тоа инсистирање, јас само ќе кажам дека навистина не разбирам зошто се инсистира на тоа. Впрочем и досегашниот премиер не се однесуваше ништо поразлично од тоа што всушност го бараат Ахмети и Османи. Има ли некој знак прашалници во делот на спроведувањето на изборниот процес со оглед на исклучителната специфика на овие избори, еден нов начин, една нова ситуација? Меѓутоа би рекол можност повеќе да се случат одредени девијации. Да речеме имаме голем број членови на избирачки комисии кои што одбиваат да бидат состав на комисиите, меѓутоа имаме многу слични проблеми во рамките на субјектите политички кои учествуваат во изборната кампања. Како ВМРО ДПМН ќе го среди тоа во своите редови и каква кампања очекувате од политичките противници? Во однос на првиот дел на прашањето, она што го правиме веќе, еве и сега имате прилика тоа да го видите, е што првично ние, како членови на ВМРО ДПМН, како да кажем носители на оваа кампања, се придржуваме буквално до сите мерки за заштита, тоа го бараме буквално сите луѓе кои учествуваат во кампањата. Впрочем, апелиравме и до останатите политички субјекти кои што учествуваат во оваа кампања, во овие избори, да го прават буквално истото. Сметам дека на тој начин ќе им покажеме граѓаните дека ако се грижиме прво лично сите ние за нашето здравје, дека ризикот е минимален или да кажеме дека не постои. Впрочем, и во оваа насока се подготвуваат и протоколите во однос на целиот изборен процес. Во континуирана комуникација сме и со Државната изборна комисија, и тоа не само како ВМРО ДПМН, туку имавме и неколку заеднички состаноци заедно со Социјалдемократскиот сојуз, каде што се обидуваме сето ова што пред малце го кажувам да го преточиме и во упатства кои што Државната изборна комисија ќе ги направи. И сметам дека на крај на ден дека не би требало да има поголеми проблеми во однос на тоа. Во однос на како ќе се однесуваат или што очекуваме од страна на останатите политички субјекти, морам прво да напоменам дека очекувам пред се фер, коректна работа да бидат на нивото на задачата, и впрочем и не се сомневам дека нема да случи тоа од страна на Државната изборна комисија. Од друга страна очекувам најголем број од политичките субјекти исто така да водат фер и демократска кампања. За жал морам да констатирам дека не верувам дека СДСМ нема да продолжи со поткупот кој што го почнаа.
но веќе неколку пати им порачав, ќе искористам ова прилика да им порачам дека се она што го прават, што е спротивно на закон и криминално, дека за многу брзо од денес ќе одговараат за тоа. И сосема за крај, очекувате ли политичките противници да ја релативизираат целата состојба со COVID-19 со цел да внесат страв меѓу граѓаните и на тој начин да придонесат кон многу помала излезност, што во крајен случај би им одговарало во некоја од нивните варијанти? Мислам дека веќе е прекасно тоа да се случува, бидејќи не може истовремено и да се подигнува ситуацијата и истовремено да се релативизира или да се намалува. Зошто го велам ова? Буквално сите мерки кои што важеа се укинати, за некои што остана имаме и најава дека во следниот период ќе се укинат. Гледаме дека всушност и од понеделник, од следнава недела и кафаните и кафулињата и се останато ќе почне да работи онака како што е нормално, како што работеа и претходно, се укинуваат мерките исто така и за влез во државава, значи разговаравме и на таа тема, така да сето ова кога ќе се земе, ќе немаме веќе вонредна состојба за неколку дена, полицискиот час исто така веќе некое време не е на сила, народот е по улиците, најнормално веќе се функционира, но сепак јас ќе апелирам за да имаме нормална состојба, значи да едноставно се придржуваме сите до мерките, да носиме маски, да носиме ракавици, особено кога сме со поголеми групи на луѓе, да користиме дезинфициенци, секако социјалната дистанца и дистанцирањето исто така дека треба да се придржуваме до сето тоа. А која е вашата порака до Велешани, до вашите сограѓани? Што сакам да порачам? Сакам да порачам дека обновата доаѓа, дека овој период од 3 години, каде што ЗАЕФ и СДСМ едноставно не натераа како народ да ја виткаме кичмата, да си погазиме на достоинството, дека завршува тука. Доста е, имаме квалитетни луѓе, имаме лидери кои што ќе водат оваа држава, кои што знаат како треба. Овде со мен Игор Здравковски, кандидатот за пратеник од град Велес, кандидатот за пратеник во изборната единица 3, педагог кој што својот живот го поминал посветувајќи се на работа со најмладите. Луѓето кои што се на листите во изборната единица 3, но и на во останатите изборни единици, се луѓето кои што ќе донесат победата на овие избори, кои што на граѓаните на Република Македонија ќе им дадат нова надеж, но и во следните години со сите проекти кои што ги предвидуваме во програмата, дали е тоа експресниот патот, односно автопатот од Велес преку Прилеп, Битола до границата со Грција, дали е тоа преку зголемувањето на пензиите, платите, намалувањето на даноците, циклусот од 4 милиарди евра инвестиции кои што го најавивме за следните 4 години, ќе придонесеме за живот кој што граѓаните на Република Македонија го заслужуваат на вистина.